Комплексот Македонско село во подножјето на Водно го враќа својот сјај. Од запуштено, руинирано, заборавено место, овој комплекс ги отвори вратите за посетителите. Целта на владата е да го претвори комплексот во едно автентично туристичко место кое повторно ќе биде ставено на мапата за туристички дестинации за домашните, но и за странски туристи. Ни се пружи прилика да го возобновиме македонското село и да вратиме автентичноста на комплексот која што ја изгубивме во последните 7 години. Со отварањето на портите на овој комплекс ќе се овозможи додатна туристичка дестинација за градот, зголемен број на туристи, отварање на нови работни места. Комплексот ќе биде значаен и за градот Скопје и за Македонија. Тој го представува идентитетот и културата на Македонија. За оние кои не се во можност да патуваат со автомобил до селото, во моментов има обезбеден автобуски превоз кој е многу редок, но Томовски очекува по локалните избори и смената на Арсовска автобусите да бидат редовни, а превозот подобро организиран. Автобуски превоз има, но многу е редок. Се надевам со доаѓање на нов градоначелник на град Скопје дека ќе има почесто редовни линии за да можат туристите и граѓаните од град Скопје да дојдат и да го посетат местото, бидејќи со овој сегашен градоначелник немаме баш некое разбирање во поглед се што значи држава и државност. Со реотварањето на комплексот ќе бидат создадени услови за поттикнување на развојот на туризмот и зајакнување на локалната економија, отворање на нови работни места, а ќе биде унапреден и туристичкиот капацитет во Скопје, што ќе влијае на зголемен број туристи не само во главниот град, туку и воопшто во земјава. Селото има 12 куќарки кои раскажуваат многовековната култура и историја. Во просториите се представени и македонските занаети, а делови се користат и како хотелски соби. Има и ресторански дел во кој гостите ќе можат да ги вкусат традиционалните македонски јадења и специјалитети.